Во последниот месец гледаме една трка меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ на идеи со кои се даваат решенија за микропроблеми во Република Македонија. Ние не сакаме да ги подцениме микропроблемите, сметаме дека и тие заслужуваат голем простор и сигурно и тие треба да се решаваат. Меѓутоа, во овој надпревар на идеите, ние сакаме денеска да пласираме пред македонската јавност едно системско решение со кое сметаме дека може да се променат многу нешта во нашата држава и навистина може да се даде еден нов политички и економски дух. Именно за што се работи? Проектот кој сакаме денеска да го представиме пред вас и на македонската јавност, го крстивме со работен наслов Секое село општина или, ако сакате, тотална децентрализација на Република Македонија. Идејата за овој предлог за системска промена на нашата држава произлегува од неколку мотиви. Првиот мотив е што во Република Македонија се случува во овој момент тотална депопулација на селото и на малите општини. Во таа насока ние имаме масовно исселување од малите места во нашата држава и бегство во големите или директно бегство во странство. Вториот момент е неправдата. Да се исправи една неправда, затоа што можеме да забележиме чисто по статистички поглед. Во овој момент во Македонија има 1800, околу 1800 населени места, има само 80 општини, што значи дека 1800 села, помали места, работат за 80 општини, а пак сите заедно, ако ја видиме праксата, ќе видиме дека работат само за една општина во Република Македонија, тоа е општина Центар, а таа пак од друга страна, тоа што и се прави, гледаме на изборите, не го сака да им се прави. Значи, исправање на една тотална неправда во нашата држава. И третиот мотив, затоа што сме соочени, ако ја погледнеме праксата, со едно реално нефункционирање на селата во нашата држава. Ако ја погледнеме статистиката, во Македонија во овој момент има практично 347 села со над 800 жители, што значи дека се тоа сериозни места за живење, а од правно формален аспект, ако погледнеме, вие ќе видите дека во сите тие села денеска нема никаква функционална управа, функционална власт, односно немате на кого да се обратите во тоа село, ако сакате да идете да решите некој проблем, да спонзорирате нешто во тоа место или било што да работите со тоа место. И тоа е практично дел од мотивацијата на луѓето од тие села да бегаат во поголемите или тотално да се селуваат во странство. Начинот на кој би изгледал тој систем не е нешто ново. Напротив, јас сметам дека од нашето согледување можеби Македонија е единствената држава во Европа која не функционира на тој начин, и ако и погледнеме искуствата практично наскоро на сите европски држави, ќе видиме дека токму овој систем функционира сегде. Значи, ние имаме практично систем кој е подеднаков за сите граѓани во нашата држава, за сите етнички заедници и секоја ќе најде по нешто интересно во себе. Да не зборуваме дека од новата територијална поделба во Република Македонија останаа незадоволни многу и албански и македонски општини. Ќе спомнам само некои, да речеме, огромни села од типот на Бистрица, Бач, Старавина, Кукуречани и да не ги бројам понатаму од македонскиот дел, или пак да речеме од албанскиот дел, Джепчиште, Камењани, Шиковица, Лабуништа, Делогажди, значи места кои претходно имаа живот, кои живееа со некаква економска и политичка функција, денеска практично се умртвени. Значи, како што кажавме,
добивките ќе бидат во една мултиетничка релаксација на сите напнатости кои останаа после последната територијална поделба во Република Македонија. Втората работа, ќе дадеме економски импулс затоа што секое село ќе може да спроведува собствена економска политика, ќе може да дава собствени економски иницијативи и ќе може да создава комплетен собствен економски живот. Нормално, бројот на вработувањата во секое село може да се определи со дополнителен закон според бројот на населени луѓе. Меѓутоа, во секој случај, подобро е да ги вработуваме луѓето во селата, сите да ги трупаме во администрацијата во Скопје, каде што сметам дека ништо не добиваме од тоа, ниту добиваме продуктивност на институциите, ниту пак тие имаат некаква реална функција. Подобро, логиката зборува дека е подобро да се вработи еден човек во некој тотално напуштено село, кој ќе се грижи, ќе има врска да се грижи за тоа село, отколку истиот тој човек да го сместиме овде на плоштадот во Скопје. Втората димензија ќе биде политички да ги направиме интересни селата, затоа што ќе имаме слободни избори во секое село и ќе имаме политичка борба, меѓутоа ќе имаме понатаму и политички одлуки кои се донесуваат во рамките на тие села и ќе им создаваме на нив простор да бидат, да се чувствуваат дека нивното мислење е важно во овој момент. И конечно, нешто што овде досега не сум следнал дека никој го има спомнато, сметам дека тоа е дел од врските на Македонија во моментот кога ќе тргнеме да влегуваме во Европската Унија. Значи, сакам да ви упатам и оние кои се заинтересираа за овој проблем, да погледнат дека овој модел функционира практично во целата Европска Унија, не само заради законска норма, туку и заради економски потреби. Во Европската Унија има серија на програми кои се директно финансираат директно од Брисел, каде што буквално секое село само за себе конкурира за одредени финансиски средства, за одредени финансиски инвестиции и селата си тие кои ги добиваат. Денес во Република Македонија, утре ако влеземе во Европската Унија, тоа не може да се случи затоа што ниедно село нема жиросметка, например. Ниту пак некој областен во било кое село да конкурира за економска програма која може да се добие од Европската Унија. Значи, сметаме дека оваа системска промена на Република Македонија е решение за многу проблеми, за иселувањето, за мултиетничката усогласеност, за економската и политичката активност на нашите села.